Почитувани, добар ден. Зоран Заев е човекот кој пред да дојде на власт ветуваше дека нема да спроведе двојазичност. Како пример наведуваше градови како Струмица, Радовиш, Кавадарци, каде нема граѓани кои зборуваат албански, за сега откако стана премиер да спроведе целосна двојазичност. Погледнете го ова видео од Заев пред изборите и видете што зборуваше додека се бореше за гласови. Кој бе тоа ќе спроведе во Радовиш, во Струмица, во Прилеп, во Кавадарци двојазичност? Глупости невидени, до каде забегаа? Зборува дали лекарот ќе направил проблем, па живот ќе се загубел. Ова е невидена работа, ова забеганост. Откако седна на премиерската фотеља, Заев спроведе се што велеше дека нема да спроведе. Уште една потврда за тоа дојде вчера од владата, чиј портпарол соопшти дека албанци мора да бидат вработени во сите институции, вклучувајќи и општини токму како Струмица, Радовиш, Кавадарци и Прилеп, каде нема граѓани кои го зборуваат албанскиот јазик. Да погледнеме. Дали ќе бидат приморани општините и институции кои што немаат вработени ниту еден албанец, да речеме еден пример во Радовиш или во некој друг град, каде што нема албанци, дали се приморани или институции, општините да вработат албанци, односно како ќе се реши ова прашање? Законот важи за сите. Во овој случај важи и за сите институции кои што постојат. Оние институции кои што не го практицираат јазикот, според законот, јазици кои што во сила, се предвидуваат и казни во однос на неисполнување на законот. Заев нема никаков легитимитет за ништо. Зоран Заев мора да си замине, а затоа се потребни предвремени парламентарни избори. Поминаа 6 дена откако ВМРО ДПМН повика зитно распуштање на собранието и организирање на предвремени парламентарни избори, заедно со претседателските во април, а власта бега и се крие зад празни флоскули. Зоран Заев е уплашен од гласот на граѓаните кои му кажаа не на референдумот на 30 септември. Заев знае дека има загубено поддршката кај граѓаните и затоа сака по секоја цена да остане уште 2 години на власт, како тој и луѓето блиски до него да го празнат буџетот преку договори во 4 очи и милионски наместени тендери. Господине Заев, покажете барем малку храброст и распишете предвремени парламентарни избори. Доколку собранието се распушти на 21 јануари, има доволно време до крајот на април да се испочитуваат сите услови согласно пржинскиот модел и да се спроведат фер избори. Граѓаните на избори не ви дадоа легитимитет нити за промена на името, ниту за двојазичноста, ниту за какви било промени на уставот. Заев, не се плашете, покажете храброст и излезете на избори. Заев и СДСМ мора да си заминат. Македонија мора да престане да губи. Бараме итно и неодложно распишување на предвремени парламентарни избори, кои се единствено решение за излез од црнилата во кои не втурна оваа власт. Ви благодарам. На 8 се очекува председател да събрание да ги разпише председателските избори. Дали ваша парламентарна група ќе инициира посочување на собранието? Едно и второ, ако не оди власта во предвремени парламентарни избори, дали ВМРО ДПМН ќе оди на председателски избори? Да, ВМРО ДПМН ќе оди на председателски избори. Инсистираме на предвремени парламентарни избори заедно со председателските избори. Дали нашата претеничка група ќе инициира или како ќе се кои ќе бидат следните чекори, ќе најавиме во периодот кој што следи, односно ќе запознаеме македонската јавност. Уште едно прашање, како го коментирате писмото на Димитров што го испрати до грчкото МНР? Како катастрофално и срамно, пред се. Писмото на Димитров до грчкото Министерство за надворешни само ги потврдува фактите и тврдењата кои што ВМРО ДПМН, а голем дел и од експертската јавност ги имаше во целиот овој изминат период. Значи, писмото е само доказ дека не се менува само уставното име, туку се руши и целокупниот идентитет, се бришат јазик, историја, култура и се останато. Бидејќи во еден дел, како што видовме во писмото, ќе се обидам да парафразираме наведено дека македонци, односно граѓани на Република, како и да преименуваа Македонија, се однесува само на државјанството, а воопшто не
не задира, односно не дефинира одредена етничка, односно национална припадност, односно ентитет. На бойкот на албанскиот јазик, значи вие сте против вашата партија. Дали мислите дека би може да добиете албански гласови на председателските избори, кога се знае дека токму албанските гласови се одлучувачки на вториот круг? Да го условам. Значи има голема разлика во однос на тоа да сте против нечи јазик и да сте против криминална, неуставна и незаконска процедура. Токму ние, токму ВМРО ДПМН инсистираше на тоа заеднички, како што љубат одредени политичари да кажат, во еден процес на кохезија, да се седне и да се најде квалитетно решение и тоа да се донесе заеднички во начин и постапка која што ќе биде прифатлива за сите. Меѓутоа, овој криминален начин, каде што со неправо се создава право и притоа се инсистира на негова примена, ние како ВМРО ДПМН нити ќе го практицираме, нити некогаш ќе го прифатиме.